Здраво, драги гледачи, добре дојдовте во емисијата Супер Звезда. Мафнете им на сите што сега не гледаат. Драги гледачи, останете со нас во следните 60 на минути да видите емисија каква што сте немале шанса да видите досега. Каде се наоѓаме сега ние, дечки? Во кој град? Во Скопје. Во центарот на Скопје? Да, ова место поточно во Скопје, како се вика? Старата Скопска? Чаршија. Во Старата Скопска чаршија, драги гледачи, се наоѓа ова позади мене што го гледате, а тоа е, кој знае да го објасни како се вика? Повели Злато? Ова се вика Чифте Амам. Драги гледачи, дојдовме денеска да видиме специјални гости со супер звездите во Чифте Амам, каде што се организира една невообичаена и несекојдневна манифестација. Оваа манифестација што се организира денеска во Чифте Амам се нарекува Базар, а на базарот ќе имате шанса да видите некои нешта кои што никогаш до сега не сте имале шанса да видите каде и како тие се прават. Денеска останете со нас, ова што ќе го видите, значи е чудо и нешто невидено до сега. Дечки, дали сакате да одиме внатре? Да! Леле ми ги пукнавте ушите. 3-4. Одиме во Чифте Амам. Здраво, драги гледачи, добре дојдовте во најинтересната емисија која што Супер Звезда ја направила до сега. Веднаш кога до мене се наоѓа домакинот во оваа емисија, добре дојде Билјана, како сте? Добро, супер, фала, добре ни дојдовте на базарот на стари современи занаети. Фала ви многу што не поканивте да бидеме ваши гости. Ние од сам влез видовме дека станува збор за нешто неверојатно и за нешто уникатно. Ќе ми кажеш ли, Билјана, за што поточно станува збор? Да, значи ова е базар на стари современи занаети кој што е организиран од Прокредит банка и на кој што има изложени многу занаечи. Сега имаат изложено своите ракотворби, своите уметности. Ќе погледнете, има и на левата и на десната страна многу работи. Од прилика вака да ги запознаеме нашите гледачи, тие седат дома и појма немаат за што станува збор. Какви стари занаети се овде застапени и од каде се луѓе ни доаѓаат, значи овде каде ги представат нивните занаети? Значи овде има занаети од цела Македонија, значи од повеќе градови на Македонија и има многу занаети. Има занаети како филигран, потоа има и органџија, казанџија, имаме изработка на накит од глина, потоа имаме разни предмети од глина направени, имаме предмети од црма и многу други работи. Има ли нешто за нашите мајки и татковци? Има и за мајки, за татковци, за деца, за млади, за стари, за сите вкусови и возрасти. Супер. Ај сега вака да ми кажеш, Билјана, од каде се роди идејата да се направи значи еден ваков базар? Која даде идејата и дали ова прв пат или имало и претходно нешто вакво? Прв пат го организира Прокредит банка, значи претходно си постоел базар, меѓутоа ние како банка го организиравме за тоа што имаме кампања за кредит за занаечи која што се вика Мојот занает живее. И решивме кампањата да ја завршиме со една промоција за занаечиите, за тоа што они ќе си излозат се што имаат и на тој начин ќе бидат промовирани пред јавноста. Од кога до кога трае овој базар? Претпоставувам дека емисијата која ќе оди на телевизија базарот ќе биде завршен, но оние кои што немале шанса да дојдат и да видат, еве сега ќе дзирнеме ние со камерата и тие ќе видат поточно за што станува збор. Значи од кој датум до кој датум трае базарот? Базарот започна на 19 ноември, а ќе трае сега до недела до 23, отворен е секој ден од сабајле до навечер. Дали следната година 2009 ќе имаме шанса да видиме нешто исто вакво или нешто поголемо од ова? Ние би сакале секако ова да преснува традиција и секако од година до година да станува што уште подобар и повеќе занаечи да изложуваат. Супер. Ајде сега да ги видам дечињата. Дечки, дали сте вие добри? Да. Расположени сте? Да. Кога ви кажа дома дека Супер Звезда се јави на телефон и дека ве викнаа да одите на базар, кај си помисливте вие дека бевте викнати? На пазар. Како Злото, каде? На базар. Пазар. И сега мислевте дека ќе одиме и шо ќе гледаме на пазар, шо има најчесто? Пиперки? Морков има? Да. Патлиџан, како друго? Јајца, живи кокошки се продаваат негде, све има, така? Ама овде како видовме дека нема врска со тоа. Што има овдека? Видов? Сирење нема, сирење значи овдека нема. Значи, драги гледачи, ова што денеска ќе го видите е нешто неверојатно. Дали ова е уникатен базар ваков до сега, имало ли на друго место некогаш? Имало е друг пат во Македонија ваков базар, така да ова е веќе не знам 5 или 6 пат како се одржува. Е супер. Бидејќи ние не сме биле ни на првиот, ни на вториот, ни на четвртиот, еве сега на петиот базар со специјални гости овдека и што е многу битно и многу интересно, сакаме да направиме да ги запознаеме не само дечињата, туку и нивните родители со некои традиции, со некои традиционални занати и со некои традиционални предмети кои што се дел од македонската историја, дел од македонската култура
Убаво е да ги видиме, убаво е да ги погледнеме, да го откриеме нивното значење и да видиме пред се како тие се прават. Дечки, одиме ли да видиме за какво чудо станува збор? Да! Расположени сте? Да! Ајде, 3-4. Одиме да шетаме. Милјана, ме интересира, значи, за какви работи сега станува збор овдека на овој базар? Се ова што е изложено овдека, какви творби се? Да, значи се ова што е изложено на базарот станува збор за ракотворби. Тоа значи дека сите овие работи рачно се изработени, што нормално им дава уште поголема вредност и уште поголемо значење. Значи нема калапи, нема машини, нема ништо. Нема ништо фабричка изработка, се е рачна изработка и се е македонско традиционално. Драги гледачи, ќе започнеме од тетка Станка, која денеска е овдека. На овој базар, тетка Станка, здраво, живо, добре дојавте во Супер Звезда, како сте? Добро, Дане. Од вас ќе почнеме и кои се овие ракотворби, значи, што вие ги изработувате, што поточно вие работите? Плетам капи, шалови, ракавици, исклучиво тоа. Да стоплам глави, вратови и раце на деца и на возрастни. Така. Убаво ли е да се работи баш овој занат кој вие го работите? Уживате ли во плетењето? Да, убаво е, смирува, така креативно е. Што све може да се направи со игла и волница, така беше? Па со игла и волница може се да се направи, и джемперчиња, и панталончиња, и се, меѓутоа, јас се определив само капи, шалови и ракавици. Браво, значи ова зима нашите глави и нашите вратчиња ќе не ги чуваат чалчињата и капите на тетка Станка, така? Да. Фала ви многу што бевте дел од овој базар и од оваа Да емисија. не пробат. Да пробаат, да? Да. Ајде, дечки, кој сака да проба? Ајде да ставиме по некоја капа, ајде да видиме како ќе ви стои капче и шалче, баш од оние ракотворби кои што ги производела тетка Станка. Веднаш до мене се наведе Чичко Спиро, кој исто така има еден интересен занает. Здраво, Чичко Спиро, како сте добри? Вања, одлично. Фала ви многу. Убајна. Кажете ми, значи, кој е вашиот занат? Занаетот, стар македонски занает. Што изработувате од дрво? Икони, сати, свекници, не мора да бидат само верски работи, него може да бидат предмети за дома. Да, за дома, огледала, рамки, слики, цртан. Парчето дрво покажува дали треба да овде да се исече, дали треба да се ископа овде и така. Овај горено дрво да добие патина, старина, да се долови онако да има 100 години. Така, а направено е неодамна? Да, ова све нови производи, се е во идејата, а после другото си доаѓа само по себе. Ја сакате ли вашата работа? Како не, ова исполнува. Јас можам да работам по 12 сати и одмарам. И не ви пречи. Никак одмарам. Ова е вистински човек кој што си ја сака својата професија. Фала ви, Чичко Спиро. Ве поздравувам и посакувам се најдобро. Сполајви и повелете пак. Фала ви многу, се гледаме, фала ви, пријатно. Одиме сега понатаму да видиме што се случува овде. Веднаш до мене се наоѓаат Елена и Станка Ѓурчевски, да им кажеме здраво, живи, добре дојдовте во Супер Звезда. Како сте, дали сте добри? Добри сме, одлични сме. Елена, дали сте добри? Ме интересира кој е вашиот занат, Станка, и што правите вие овде? Па вака, ние од Монистрата со конец на нижани, после ги плетиме и обликуваме еден гердан. Го дизајнираме со дополнително полудраги камчиња, обични камчиња и ставаме еден дизајн. Значи ова овдека све рачно се прави, едно по едно се нижат сите овие работи? Ова се нижи се на конец и тоа го нижи господица Елена, а потоа јас ги плетам и заедно правиме еден дизајн, се комплетираме во работата. Колку години го работите ова? 4 години го работиме,
Меѓутоа не само ова, претходно и друго работиме, па работиме појаси за младите девојки. Ова е значи ново чудо. Ова се појаси за млади девојки, еве како што гледате, во разни бои, во разни дизајни, во разни дезени. Да, интересни, модерни. Малку модифицирано по модерен дизајн. Меѓутоа сметаме дека етното не смееме да го заборавиме. Уживате ли во вашата работа? Елена, уживаш ли во ова што го правиш? Да. А вие, Станка? Секако, како не да бидеме овде ако не сме ги направиле со љубов. Уживаме и ние на вашиот штанд. О, многу ви благодариме. Фала ви многу, јас ве поздравувам и ви посакувам све најдобро и уште поубави работи да ни правите. Фала ви многу и се гледаме. Се најдобро. Веднаш до мене се наоѓа представникот од фамилија Ефремовски, господин Риста е до мене, добре ни дојдовте, доаѓате од Пробиштип, така ли? Да, од Пробиштип. Интересно е тоа што имате многу уникатен, интересен занает. Станува збор за... Тоа се производи од волна и ги произведуваме со филц техника. Значи овде нема предење на волната. Нема предење, нема ткаење. Чудо. Сите овие производи што ги гледате на штандот се рачно изработени. Техниката ја научивме, меѓутоа сите други работи вака, креативноста и тие работи се е наша. А, така. Ајде сега да видиме онака во поглед на креативноста што се вие произведувате. Еве гледаме овде некои куклички, народни носи и све. Еве вака, овие се куклички, значи автентични со автентични народни носи од источниот крај. Еве тука имаме вака папучки, овие за бебиња, па до вака поголеми. Се прави се по нарачка, а овие што се овде како господин Ристе ме интересира? Ова е торбичка. Вака само се направени како торбички. Така. Браво, се ве како убаво изгледа, дури е и шарата, значи задржана исто традиционално. Од крајот од кој што ни доаѓате или од некој? Да, од источниот дел. Од источниот дел. А да одиме понатаму да видиме, сега имаме и некои други торбички овдека, некои шалчиња. Овие исто така се од филц, овие се новчаници или паричници. Да видат значи гледачите за што подоцна станува збор. Значи сите овие предмети не се само украсни, дури можат да се употребуваат. Функционални, да. И функционални пред се. Браво, браво. Тука имаме овие брошеви, исто така се носат на капут, на шал, на ташна. Имаме шнолички за деца вака за на коса. Така, кој сака може да си носи шнола. Прстенчиња имаме, еве имаме обетки тука. Тоа се од волна со плюс, нели некои додатоци вака. Кој не видел и кој не чул за волнени обетки, овде како има кај Чичко Ристо и фамилија Ефремовски, така беше. Позади не видовме што има. Еве да покажеме овде ова што е. Овие се шалови. Имаме ташни, кај имаме шешири, имаме вака килимчиња, кебиња за деца, имаме клавир имаме овде. Сите тие се вака произволно направиме и тоа правиме по нарачка, дизајн, димензии. Тоа е нели меѓусебен договор со нарачателот. Ај се искрено и за крај да ми кажете колку си го сакате вашиот занет. Занетот стварно го сакам. Мислам ја, сопругата моја повеќе работи за разлика од мене, инаку таа е и уметник. Јас сум вака по техничките работи, тој преми тие работи не сами, пошто не е стечено на работа. Маркетинг, продажба. Маркетинг, продажба, тоа е мојот дел, мислам, така да тоа е се надополнуваме во секој случај, така да тоа ни е фамилиарна работа и така. И одлично вршите вашата. Па се надевам дека е така, мислам. Ви честитам. Задоволни сме, благодарам. Ви честитам и посакавам уште поголеми успеси во Благодарам и на вас и на вашата емисија. Ала ви на вас, господин Ристо. Благодарам. Веднаш до мене се наоѓа тетка Милка, која што има многу интересен занат и она прави ракотворби од срма. Здраво за тетка Милка и добро ни дојдовте во Супер Звезда, како сте? Добро ве најдов, добра сум.
Овде на вашиот штанд успеавме да ја направиме првата белја денеска, значи кога со дечиња се шета меѓу ракотворби и меѓу вакви скапоцени и вредни работи, нормално и нешто се скрши. Скршивме едно вакво денеска, така да ќе ни простите Камилка. Тие се на една уметничка Магдалена, сигурно ќе ви прости. Знам дека срцето ја боли и мене ме боли срцето затоа што скршивме едно вакво прекрасно грнце. Да ја пратиме сега многу бакнежи на Магдалена и да и се извиниме и сега ќе бидеме помирни и нема веќе да се туркаме. Сега да ја прашаме тетка Милка што е незината работа. Вака сега, јас сум пензионерка. И во слободно време случајно открив дека знам да работам со срма. Колку убаво? Тоа го работам од, да не кажам, ама 13 години. Случајно гледав на телевизија како се красуват јајцата, тоа се случуваше пред Великден. И ми дојде идеја, предходно имав некоја срма, на мојата керка везев елеч. Срмата стоеше и јас пробав да направам некое ружиче, да го украсам јајцето. Излезе една многу убава декорација, нешто асоцираше на филигранче, на нешто неубаво. 98-ма јас направив една корпа со јајца и сите јајца ги направив со срма. Во исто време имаше награда за најубав јајце на македонската телевизија. Се пријавив, добив награда. После тоа јас од срмата решив да правам слики, бидејќи имав останат уште срма. Направив неколку слики. Дојдовме, после се преселивме во Скопје. Божидар Тодоровски одле, покоен сега, ми кажа дека се многу добри. Организиравме изложба. Така да не само што се проновирав јас, и многу луѓе научија од мене и екзистират на некој начин. И многу ми е мило баш поради тоа, јас донесов некој занет. Сега можда само го повторив, порано се везело. Сега е техниката лепење. Ова што го гледам се вистински ремек дела и го посакувам да правите уште повеќе и уште поубави работи од овие кои што ги гледаме овде. Фала ви многу. Јас ве поздравувам тетка Милка и да поздравите Магдалена и уште еднаш да ја се извинеме за грнето. Ете така, без геле не се секирите. Завршено. Фала ви многу, да сте живи и здрави. Бакнежи до Магдалена. Одиме понатаму. Сега, драги гледачи, овие прекрасни работи кои што ги гледате во моментов, ги прави оваа господја која се наоѓа до мене и се вика Тетка Радка, да живот, добредовте на Канал 5 телевизија во Супер Звезда. Како сте? Благодарам и поздрав до целата ваша екипа и вашето водство. Фала ви многу. Тетка Радка, на сите овие предмети вие цртате? Тоа е личен мој производ. Вие ги изработувате? Јас, да. Вие ги цртате? Јас ги цртам. О, колку прекрасно. Керамика, јас цртам и на се што ќе ми дојде. Еве, значи овде имаме на камера. На камер, да. Али работата е во тоа што ова не е сликање со Четка? четка, него ова е со прсти. Браво. С колку време се занимавате со оваа работа? Уназад 5 години. Уживате во што го правите? Па како да не. И ние уживаме на штандов кај вас. Фала ви многу. Благодарам. Има многу занати, мораме да побрзаме, одиме па натаму. Се Ви најубаво. посакувам и на вас се најубаво. Најубаво, да. Фала ви, пријатно. Добро ни дојдовте во Супер Звезда, како сте господин Борис? Најдов, добро. Вашата работа е резбање на дрво, значи копаничарскиот занет. Копаничарство тоа подразбира, значи копање во самото дрво. Копање обично се работи во дрво од орев или ороево дрво. Тоа е стар занат, карактеристичен за нашите македонски простори. Ние имаме, значи, копаничарска школа стара. Каде вие научивте овој занат? Искрено јас сум самоук, а после тоа учев од постарите мајстори, значи од Миле Сирма и од Велјановски Тоде. Сега за сега се занимавате со што? Сега правам моментално една врата во резба. Значи врата во резба за еден манастир. А инаку овие дела ваши кои што се изложени овде, за какви дела станува збор? Овие се дела флора и фауна. Го имаме и Гоце Делчев овде на сонцето од Вергина, кое што е, еве го, значи тука се наоѓа и Гоце Делчев. А инаку ова? Ова е домашен иконостас. Еве може да се види домашниот иконостас, дури има и место за кандило каде што може да се стави. Да. Ви благодарам, имате прекрасни изработки, прекрасни работи кои што ги правите, ви посакувам уште повеќе успех во вашата работа. И што ја на вас. Ќе се видиме господин Борис, фала ви многу. Поздрав и се најубави на вас. Вела дека оние кои што прават рачни ракотворби од монистра треба да имаат многу јаки нерви. Дали Даниела е еден од тие кои што има толку силни нерви и многу трпение за да може да го работи ова? Да, сигурно имам. Тешка ли е вашава работа? За тие што сакаат да работат, мислам дека не е тешка.
Значи, вие што се правите со монистрите, Даниел? Кога ќе добием инспирација, во моментот не е важно како ќе биде сликата. Потоа не е ограничено што може да направите со монистри. Мисли се прават чуда во вашиот случај. А верувам. Уживате ли во вашата работа? Да, уживам и се одмарам. Браво се. А тешко ли е да се прави ова што вие го правите? Да. По колку време треба да се вложи за да се направи, например, еве ова големава слика? Од 50 до 60 дена сигурно. Браво, ви посакувам многу успех и уште поубави работи да правите од овие кои што ги гледаме сега тука. Благодарам. Фала ви на вас, а одиме сега се селиме овде да ја видиме тетка Смилка која што прави накид. Смилка, здраво, живо и добро дојдовте во Супер звезда. Добри ли сте? Да. Еве ги дечињата дојде овде, поготово на Супер звездите, супер сме. Баш ми е драго. Супер сме и ние со вас. Девојчињата нападнаа овдека на вашиот штанд, па дури и машките дојдоа сите да гледаат. Овдека станува збор за еден прекрасен накид кој вие го правите. Каков накид е овој? Рачно изработен од глина мол. Значи вие правите глина молот го облекувате, а потоа го печете? Глина молот природно се суши, се црта, се декорира и потоа И потоа добиваме разни форми. Играта, да. После се бои, се прави, го лакирате одгоре? Да, се заштитува со лак. Браво, тетка Смилка, да сте живи и здрави. Ви благодарам што бевте дел, значи, од нашата Супер звезда. Веднаш до мене се наоѓа една прекрасна господја, која што е професор по математика, но во своето слободно време работи долги години наназад едно прекрасно хоби, а тоа е ова што сега може да го видите овде, драги гледачи, станува збор за носи во рамка. Веднаш до мене се наоѓа господја Нада Лончар. Здраво, живи и добро дојдовте во Супер звезда. Како сте? Фала на прашање, добро. Канада, ме интересира, од кога рековте дека се бавите со овој занат? Многу одамна, може да има веќе 25 години. 25 години правите носи во рамка? Тоа е хоби и повеќе учествувам на изложби, каде сум добивала така први награди. Ги познавате носиите од разни краишта од Македонија? Да, секако тоа све е по литература. Еве, ова е, например, македонска народна носија од источниот крај на Македонија. Еве го источниот крај да го видиме, драги гледачи. Како изгледа една носија? Така. А кои се овие овдека? Ова горе? Невеста. Оние кои сакаат да прават свадба во Галичник и да взимаат невеста од тамо, еве како ќе им изгледа невестата, еве ја невестата. А овдека, тетка Нада, да видим? Оние жетврка. Еве и жетварката. Летно време како жнееле и ова се одмора. Ви благодарам, имате прекрасна работа, која што гледам дека овдека не е само завршена колку да се заврши, него ни презентиравте вистински ремек дела. Фала многу, тетка Нада. Благодарам и на вас. Интересираше за овие наши културни спомени, што останале од старите. Сите љубители на икони и сувенири се наоѓаат на вистинското место. Веднаш до мене се наоѓа Жаклина Чукарска. Жаклина, добро да ни дојдовте во Супер звезда. Добре најдов. Ова е значи вашиот занат кој колку долго време го работите? 8 години. Ајде сега да кажеме, Жаклина, значи што се правите, еве да покажеме од овдека, што се значи овие работи. Се сече има футела за наочари, за мобилен сега тоа што е модерно, букмарк, граничник за страница, Александар Македонски сувенир. Имаме и овие грниња некои. Да, мали грниња тие се, да. А ова специјално вака ми се допаѓа бидејќи е мало и многу интересно. Да, тоа е мало буренце исто така. Има и уште помало од него, ево уште помало. Драги гледачи, волку мало не сте виделе до сега. Какво чудо е ова. Ова се све традиционални. Да, традиционални македонски производи. Како добивте инспирација и како дојдовте на идеја да се занимавате со еден ваков занат? Кај нас доаѓаат многу странци и е презаситен пазарот од кинески производи и дојдов до идеја дека нешто ново и автентично македонско ќе биде интересно и е интересно. Браво, а кажете ми, дали е тешко да се направи еден ваков крст? Ви ово дрво го правите? Да, не е тешко, тоа е со љубов правен. Ако се прави со љубов, значи не е тешко. Еве сега гледаме и некои шишиња овдека, значи што е ова сега ме интересира бидејќи вака прекрасно и многу убаво и интересно
интересно изгледа. Ова е шише внатре. Да, тоа е шише обложено со македонски вес. Ако ставиме внатре ракија, ако ставиме вода, ако ставиме млеко, сок, било што, уште поубаво, значи нема да испече. Вкусно ќе биде. Така, еве гледам дека е направено со еден специфичен вес, оној традиционалниот вес кој што го имаме на носи, кој што ги имаме на милје и на све. Вие го правите овој вес? Да, јас сама го изработувам. Ми беше драго да имаме шанса да ја презентираме вашава работа и да ви посакам се најдобро. Фала ви многу, Жаклина, и се гледаме. Поклон од мене, еден букмарк, еве едно шише. Се надевам дека во вашиот дом убаво ќе изгледа и вашите пријатели ќе бидат изненадени. Благодарам, Жаклина, многу да сте живи и здрави. Благодарам и на вас. Фала ви. Велат дека кичевчани имале извонреден талент за правење накит и за момчиња и за девојчиња. Како што гледате, еве го накитот на момчето кој што се вика Дарко. Има прекрасни ремек дела направени овдека кои што ги сретнавме, но не успеавме него да го видиме. Дарко во моментов не е тука, но тоа нема да не спречи да ги презентираме неговите ремек дела на гледачите на Супер Звезда и веднаш потоа да се преселиме на штандот до него, каде што се наоѓа добро направен македонски опинок. Веднаш каде мене се наоѓа господин Ќазим. Господин Ќазим, добре дојдовте во Супер Звезда, како сте? Добро ве најдов, добри сме и благодариме што сте наши гости во Чифте Амам. Посебно ми е драго што вака можеме да видиме гости на вашиот штанд, бидејќи гледам прекрасни рачни изработки. Зашто поточно станува збор, Ќазим? Јас сум самостоен занечески дуќан, односно изработувам исклучиво само рачна изработка на 4 приоритетни артикли, а се она друго ми е повеќе хоби. Моите главни артикли се опинок, македонски. Еве го, значи, можат и гледачите да го видат за каков опинок подочно станува збор, да прекрасен сувенир опинок. Јас кога сум одел во странство сум носел вакви за подарок, значи не се исклучува да некој од вашите опинци, можеби токму јас сум ги однал некаде надвор. Не, јас сум од помладите, мора да ви кажам, јас тек сега работам. Пота се ги правите? Да, јас сум скоро година и пол и ова прилика можам слободно да го поздравим мојот мајстор Лали од Куманово. Од него учевте? Да, од него и се уште учам јас, меѓутоа има многу постари мајстори со големо искуство, со дипломи и така. Меѓутоа, тоа е навистина нашето богатство. Опинокот е идентитетот на македонскиот народ. Освен опинокот останува уште 3 приоритетни. Така, освен опинок, работам и една дечја попка, се вика, таа е за старост од 6 месеци до година дена. Имаме уште еден артикл кој се вика Исусовка, римлянка или спартанка. Тоа е за сезоната за лето. Така и папучата е стандардна која имаме зимска и летна. Уживате ли во вашава работа? Задоволство ми причинува душевно задоволство кога работам. Ќазим, од кога почнавте да се занимавате со изработка, значи, на овие ракотворби? 11 години како работам, веднаш да кажам дека не сум учил школа за ова, не сум бил на занет, јас сум самоук, меѓутоа голема желба и благодарение на тие што ме окружува и што ми многу помогнаа луѓе со големи искуства. И денеска сум тоа што сум тоа. Имав хуманитарен продажен штанд во Рамстор, средствата беа наменети за децата без родители, денови на културата, денови на креативноста, баскет фестови. Овој пат и во Супер Звезда гостим. Благодарение на вас. Така, и благодарение на вашиот труд, вашето ангажирање и вашите ремек дела кои што се презентирани овде. Благодарам многу. Мало и многу што бевте дел од на вас. Сега сакам да ги наградам малите ваши. Ајде Супер Звездички, Чичко Ќазим, значи сака на сите вас да ви даде по еден специјален подарок. Звездички една по една. Станува збор за што, да покажам и камерите да може да видат. Ове е привезок. Значи специјален кожен привезок. Специјален кожен привезок кој се носи на фармерки за клучеви. Значи се отвара и затвора. Секогаш, кога ќе го носиме со себе, да се сеќаваме на овој прекрасен момент овдека и на овој прекрасен Чичко Ќазим, кој што ни направи да се чувствуваме поубаво него ли дома. А тоа беше тоа. Ја мислам убаво да се издруживме, Ќазим. Се најубаво, поздрав да се видиме за некои убави времени. Фала ви да сте живи и здрави и да ни правите уште поубави работи од ова што го видовме сега. Амин. Фала ви многу. Тетка Трајанка, здраво живи и добре дојдовте во Супер Звезда. Здраво. Како сте, добри сте? Одлично. Вие значи потекнувате од Галичник? Јас сум како девојче од Чеполка. Ама сум залюбена во оваа ношна многу и затоа ја изработувам. Јас мислев дека сте ви од Галичник, а мало од Овче поле. Галиченец сум мажена, Лепчевци,
Бошко. Да ги поздравиме галичани Да, сите, така, ја па сите за галичанка сум женет па. Така му доаѓа, а? така, Се најдовме, значи, се овде. Да, да. Кажете ми сега, тетка Транка, што е карактеристично и специфично за галичката носија? Вака сега, ова е машка носија. Значи, оригинална Овие- носија. Да, овие се бечви, имаш зобанче, минтен, зобанче, појас галички оригинал, кошула и кечи. Кече се вика како? Кече се вика горе, Кече, на да. машката. Тоа е, ево. Еве да видиме како изгледа и однапред, Од како позади, изгледа и од да. позади, од сите страни. А о, колку е интересно, браво. А да ја видиме женската галичка носија, да видиме по што Ова е таа. е невестинска. А невестинска. Невестинска. Ова е бовча се вика, Вовча? ова е ризинче, овде е низалка, ова е низалка. Гледаме ни залка. Да, пак рапче имаш марама, ове е се со златно, да речеме, срма. Така, со златна срма, значи, направено. А овие се ракави, галички, галичка, да речеме, вез од галички и тоа е. Ево марама, ево од позади клашеник, овие се вика. Оригинал клашеник, изработен, секако што треба. Тетка Трајанка, вие сами ги правите вие? Сами. И колку И време ми треба да се помага, направи? с нами и сини ми помагаат. Па да ти кажам, овие може да го направи за 2 дена. Значи за 2 дена се прави една носија, ама За- може да ја направи само оној што ја знае. Точно. Оној што не Може ја да е знае, извежбан. треба да си бара за сопруг галичанец или галичанка, така? Не знам тоа. Да, да, да. Гледам дека освен носиите има и некои други работи. Брзо да ги гледачи дојдете овде, да видите сега што има. Овде има некое друго чудо. Овде, тетка Трајанка, што е ова? Ова е разбој, што ткае. Ево разбој. Значи децата не знаат. Порано Да. кога се правело платно се ткаело на разбој. Разбој. Ова се вика брдо, Така? ова е основа, овие се нити овде, па имаш брдо и овеа, девојка што ткае. Без девојка џабе не работи машинава само од себе. Да. И ова е оригинал. Оригинал галичка. Оригинал галичка девојачка Ево, ношија, да видите. девојачка е ова, Значи со марама на главата. со марама, ево од позади како е, од позади како е, и фурка, со И вредена. Ова е највредна Браво, ми е. ова е. Највредна ми е. Ова е највредна. Фала ви многу, тетка Трајанка. Јас не знам за каква награда да ве номинирам во Галичник да ви доделат, бидејќи вистински направивте многу за унапредување на галичката култура. Да, 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 да. Добро. Браво за тетка Трајанка, еден аплауз за тетка Трајанка која што направи неверојатни работи и ни покажа овдека работи кои што нема шанса да се видат на друго место. Фала ви многу, тетка Фала и Трајанка. вам. Да сте ми живи и здрави. Поздрав и се гледаме. Фала, фала.
тука и некаде крајот на нашето денешно дружење. Билјана, ти благодарам што ни овозможи, значи денес да дојдеме овдека како Алиса во светот на чудата, така и ние денеска со Супер звездите се почитувавме. Дали се забавувавте и вие во дружбата со нас? Многу, мислам дека ова била една од најубавите емисии, а многу се забавував со дечињата и многу ми е мило што дојдовте и ви благодарам. Време да кажеме една работа која што гледачите не ја знаат. Она што успеавме денеска да го снимиме и да го покажеме беше само помалку дури од 1/4 од сето она што се случува овде. Има навистина многу занечи, многу занаети, многу ракотворби кои што не успеавме денеска да ги снимиме, толку ни дозвола нашата емисија, толку беше времето, а толку и трпението на дечињата, и сите веќе сме некаде со нервите при крај. И овдека поминавме прекрасни 3 часа на дружење, на забава. И ова се прекрасни 3 часа кои секогаш ќе паметиме, никогаш нема ги забравиме. Ви благодарам на вас, да сте живи и здрави, дечки, да им мавтеме на нашите гледачи, да им пратиме многу бакнажи, да им кажеме дека ги сакаме и дека ќе се видиме со нив за една недела повторно. Секоја сабота во 10 часот на Канал 5 телевизија, а сите оние, значи, кои што оваа година го пропуштија овој базар. Ова е вистинска реклама и отворена покана да дојдат следната година, кога повторно ова ќе се организира овдека или на некој друго место и да не го пропуштат она што директно ја представува македонската култура, традиција и македонскиот дух. Чао, пријатно и до гледање, се гледаме.